Dobar ден, почитувани наши, на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Како дел од нашата програма, ние исто така емитуваме македонско поетско катче. И за тоа катче сакаме да посветиме неколку минути денеска како дел од нашата програма, која се емитува од Мелбурн, Австралија. Сакаме да споделиме нешто што неодамна Виктор Шекеровски напиша. Насловот е "Поезијата е вековна свеченост". Од сите книжевни родови, поезијата има се уште најмногу читатели и обожавачи. Тој е единствен примат низ времето и историјата таа го стекнала со снагата на својата убавина и својата возвишеност. Чудесниот флуид на поезијата се состои веројатно и во тоа што за разлика од другите уметности, науки и филозофии, говори за она што е стварно или нестварно, можно или невозможно. Поезијата има рефлекс на молња и снага на гром. Таа е вулкан кој гори, патува и ги крева читателите на нозе. Таа е испружена рака и отворен прозорец, мост меѓу земјите и говор меѓу луѓето. Поезијата е повик на средба со саканата, добре дојде на копно и на вода, слика на животот и трага на човекот на земјата, говор на унесреќените и тага на замислените, здравица за веселите и палавите, занесените и строгите. Светлоста на поезијата е повидлива од безбројни чуда на современата технологија, а тагата нејзина од бројните тегоби во срцата на читателите. Поради тоа, поезијата не милува, туку освестува. Не крие, туку го открива светот денес и светот утре. Поезијата никогаш не била својна на одбраните и просторно омеѓените. Таа е богатство на сите луѓе, без одвед дали живеат на овој или оној континент. Со својата културна мисија, поезијата ги најавува бројните меѓудржавни делегации, говори на карактерот на земјите и нивната историја, честопати и на жителите и нивната судбина. Поради тоа, можеме да кажеме дека е поезијата душа и здравица на човечкото срце, на земјата и општеството во која настанала и патува како вечен патник од уста до уста, од срце до срце, од континент до континент. Таа чува стража на мостовите на мирот, испраќа пораки на сите кои се будни и кои се без омраза. Поезијата ги исцелува раните и им става мевлем, ни го покажува и го разобличува светот во кој влегуваме со нејзината помош и подршка. Таа го поменува човекот дека има само еден живот и да не смее да го одживее залудно, да има обврски кон општеството како и тоа кон него. Поезијата е повик и обврска на постојаната хумана мисла кон човекот и за човекот. Ниједна човечка творечка дејност нема во себе толку животни принципи како поезијата. Оттаму е и незиното универзално значење која ја чини возвишена и никогаш математички објаснива. Поезијата има два живота. Еден кој живее во светот на читателите, а другиот кој и е живот на загатливоста и таинственоста. Поезијата е неделив дел од човечката душа и од неговата цивилизацијска екзистенција. Оттаму поезијата е будна и верна како да ни е мајка.
Та je realnost v koja možeme da vlezeme zamoreni, a da izlezeme odmorni i voshiteni. Ili odmoreni i voshiteni. Во песната читателот ке препознае дел од себе си и од својот свет, ке најде мисла за своето срце. Стварноста на поезијата му дава на читателот вера и непреодна убавина на вистината. Снагата на поезијата голема е онолку колку е творецот неизин моќен да не увери во она што е стварност. Да не увери во неговата поетска фикција, која ја освојуваме како продолжение на животот, во чие средиште ја играме својата игра, која ни е подарена од природата и ни е одредила да ја живееме. Во поезијата се клучни зборовите, се вели било како да биде, ти остануваат зборовите. На поетот тие му се све на светот. Радост, тага, охрабрување, верување и пријателство, добре дојде избогување, љубов и омраза, живот и смрт. Зборовите се понекогаш добри, понекогаш злочести пријатели на поетот. Ако не го знае правото значење на зборовите, нивната историја, нивниот закон на радоста и убавината, можно е да го изневерат. Зошто зборовите ги слават поетите? Нивната сила е неизмерна. Затоа тие мораат да знаат како да ги припитомат и скротат и да бидат исклучително во функцијата на поетовата мисла. Поради својата волшебна моќ, зборовите се поигруваат со поетите, како и тие со нив. Тој ги пушта во свет под строга и јазична и творечка контрола. За поетот, одговорноста кон зборовите истовремено е и одговорност пред народот, пред читателите и историјата на книжевноста. Со зборовите поетите мерат се што ќе допрат, како што и тие го мерат неговиот талент и умешност. И токму како што од очите може да се прочита за човекот, така и зборовите говорат за поетот и неговото творештво. Легендата на српското модерно поетско творештво Васко Попа ја запишува мислата и вели: бришиш се на светот додека не останеш сам со зборовите. И тогаш тие немаат каде, мораат да постанат се на светот. Ти си тогаш нивниот Господ, зашто ни ти тогаш немаш повеќе каде. Моќта е поетовата суштественост, се состои така во нивната способност да прозборат се од се срце и да најдат пат до срцето на читателот. И да завршам, во денешниве мигови, во состојба на политички терор и физичка надмоќ, поезијата е морална и светла творечка дејност. Таа постана крик на протестот, чин на слободата, глас на совеста, гола вистина, хранителка на чистите срца и лечи повеќе и од религија и од молитва. Тоа се мислите и зборовите на нашиот драг Виктор Шекеровски, насловени поезијата е вековна свеченост. Јас ви благодарам за вашето внимание. Се слушаме и гледаме следниот пат. Довидување!